На 5 големи штипски компании и на неколку помали од источниот регион им се заканува колапс поради недостиг или сериозно намален обем на работа. Газдите се крајно загрижени, но засега ниту еден од нив проблемот јавно не го декларира, надевајќи се на позитивен пресврт. Дали ситуацијата има изгледи да се промени? За сега нема изглед за нешто да се подобри на поарно. Не верувам затоа што факт е дека тие кога не молеа нас 21 и 22 да прифатиме големини количини, ние не бевме во можност и тие си отидоа на други места кај што може да си најдат капацитети. Очигледно дека големите брендови си гледаат кај е поевтино и таму одат. Си се селат секогаш кај што има поевтино. Ова е огромен ризик стотици работници, претежно жени, да останат без работа и без идеја каде би се вработиле со оглед на нивната квалификација и животната доба. Ние како синдиката се ангажираме заедно со организација на работодавачи како би издействувале тие работници да не останат на улица, да не се затворат фирмите, така да мислам целокупно ангажирање на целиот систем кој што сепак тоа не би било мала бројка, затоа што знаеме дека во истокот има многу текстилни индустрии кои што во овој момент можеби кугурат со одредена работа и нормално ќе дојде момент кога ќе треба да ги затворат фирмите. А додека за наоѓање на работа во други фирми, во овие поголемите и така бараат работници, но доколку ги намалат нарачките, тие ќе останат со оној број на работници кои што во моментот ги имаат за да ги задржат и да одат понатаму. Во овој период се практикува принуден одмор, а некои фирми се подготвуваат за пренамена на производството. Нашата фирма досега работеше на модни налози, но од март ќе произведуваме ХТЗ опрема, што и не е лошо, зашто ќе ги задржиме работните места. Изјави искусна текстилна работничка за ТВ Стар. Ризикот да ја изгубат работата досега не бил поголем за голем процент од 36.000 вработени, колку што во моментов ангажира овој сектор, поради што многу асоцијации и институции побараа и превентивна државна интервенција.